Како ќе ги сретнам овие двајцава? Джигеров ми се превртува и ми се крева угоре. Мене исто. А бре, браќа, еднаш да ги видев да си скараат. Седиме, соседи се гледаме, еднаш да ги чујав некој збор да си преречат. И јас ги слушам, нели куќата ми е од другата страна. Аде, знам. Бете, како сакаш, така ќе биде. Не, бате, не ти го крошам јас тебе, атерот. Знам. Твојот збор ќе го почитуваме. А невестите па? Како им се погодија јатарви, јатарви бре, еднаш да си скараат. Се со арно, се со мазно. Слушај, а еднаш да ми се направи кеф да ги чујам како се караат. Аби, нешто морам да смислам јас да им направам некако да му направам некако ѓурултија. Оние мои не дома. Очите си исповадат. Само се караат, само се тепаат, само дигаат некои ѓурунти. Види, му се мислам. Еднаш за мој кеф така. Да ги искараме цело да им се смее. Не, бе, нема да ти успее. Мене? Колку пати сум се обидувал. Нич, не пали. Види. Што? Јас сум со таа мисла како твојата. Ај мисли. Не сам. Да си одиме сега дома. Ти мисли, ја ќе мислам. Така е. Па утре са бајле да се видиме, може две и нешто пубо ќе смислат. Сети ќе пубо. Да, и твојата гла поголема од мојата, може поќе нешто ќе смислат. Ај. Меанџи! Чекам. И дочекам. Еви и за вас ракија. Како сте? Арно, сполај му на Бога, Арно. Како работите? Убаво ни трна оваа година. Ни родија и нивите и лозјето, а и стоката е здрава. Само здравје да има. Како нема да ви врви, кога и Господ се радува на милоста што си ја имате. А кај има слога, има и напредија. Има. Ами заошто да се караме? Не сме се сгрешили? Има и такви, кои сакат да се караат. Ги има. Има, вистина. Ги знаеш нашите соседи? Оние двајцата? Тие. Ми доаѓа вчера едниот и ми вели некои работи за брат ми. Измислици, клевети. Такви работи што никогаш не сум ги чул. И тебе ли? Јас мислев само на мене ми зборува. Ми дојде вчера Петко и ми вели: слушај, ајде да не ти кажувам што ми рече, оти ќе се смееш. Мака име, оти си живеете во слога, братски. Оти тие секој ден си ваѓаат очи со браќата, со снаите. Увардете се од нив. Ние и не ги слушаме. Оде едно уво влегува, од друго излегува. Така. Ајде, одиме. Ајде. Ајде. Со здравје, Меанџио. Ајде, со здравје. Крв ми се гледаат пред очи. Види, како ништо да не сме кажале, се прават будали. Дебек, ако вие зборувајте што сакате, ич немаме гајле ние. Бре. Па не се ни лутат. Ко се вакви, уште повеќе ме лутате. Сиот вријам. Вријаш? А ви кревни го малку капакот да не претечеш. Сега знам што ќе правим. Смисли нешто? Ќе ти објаснам попосле. Резилци ги направиме, цело село ќе им се смее, и старо и младо. Ајде да видам. Не би беше без срам да ги правите тие срамотилаци, Мислевте ли дека во оваа земја има ред и закон? Мислевте ли дека ќе се осрамотите пред светот? Сите ве мислат за умни, а вие такви срамотилаци да правите. Ајде, зборите. Што молчите? Ајде, кажете нешто. Што да кажеме кога ништо не прашувате? Ништо не прашувате, а веќе сте не казниле. Не ви паѓа наум можеби дека тоа е лага, измислица. Наум не ви паѓа дека такво нешто ние не би направиле?
Ние тоа нешто не сме го направиле. Го чухте ли ова вие? А? Имате ли докази за ова што го велите? Имаме, Кадио, имаме и двајцата. Добро. Абе, зборувај гласно, немој да ми шепотиш. Ова што ти го шепнав, Кадио, истото ќе ти го каже и ортаков мој. Да. Абе, Истото. Абе, не ми шепоти, реков. Зборувај гласно, сакам да чуем. Сакам докази. Еве доказите се, дадовме двајцата докази, а жените на Јубово ќе покажат. Жените се пред врата, Кадио. Поголем доказ од нив. Еве ќе кажат. Ќе кажат и ќе покажат. Добро, ајде, викните ги, Ајде. Дури сега за Бадијала ќе зборуваме. Од кога го видовме тоа што го чувме, и од кога го чувме тоа што го видовме, нема повеќе што да кажеме. Ајде. Кажи, Полека. Ќе зборувате една по една и побрзо, зашто еве почна да грми. А ќе почне и да врне. Ајде, ти прв. Ајде, прва. Да ме фати за раце, па за нозе, па влече. Ме одвлече во плевната. Ме ги пушти рацете, па нозете. Не, прво нозете. Па ме турна на земја, па срам ми е, Катјо, да кажувам. Еве, срам ми е и во очи да те погледнам. Кој знаеш оние двајца браќа дека кои ги мислевме за светци, дека така. Еве Кадио, еве и модринка имам. Еве овде. Доста. Еве и овде. Доста, не сакам да гледам тебе. Ајде ти. Што да кажам кога не е закажување, не е срам. Еве, душата ми е потресена. Вака беше. Јас бев во двор. Кога овој овде дојде и ми рече, вели, дај ми труа син камен назаем. И јас тргнав кон визбата, тој тргна по мене. И наеднаш ја затвори вратата од визбата и не може повеќе да зборувам, да знаете. Сакаше да ме обезчести. Еве целата сум со модринки, да знаете. Еве. Не треба да. Ајде, излезете вие, нека влезат мажите. Ајде. Вака сега. Голема е грешката и тешка ќе биде казната. Ви судам 3 години в Зандана да лежите. Така. Море за бесилка се тија, не за друго. Двајцата за бесилка. Доста. За тоа ќе треба нови докази да донесете. Ајде, издегувајте. Ајде. А вие в Зандана. Како сте, а? Си чул нешто за нашите? Не прашувајте, да не морам да ви кажам. Жал ми е. 2 години кај лежиме тука, а не ни даваат ни со најблиските да се видиме, а ниту пак тие да не видат нас. Има ли душа тој Кадија? Да имаше душа, немаше да го стори ова. Му донеле докази. Оние двајцата и сега ќе ве судат, ќе ве песат. Ко ќе поминат 2 години, на бесилка ќе ве клаат. Така досуди Кадијата. Утре ќе ви го прочита досуденото, така да знаете. Арен човек си. И јарно да ни направиш. Земи едно писмо и пиши му на царот. Нека знае за оваа работа. Само не кажувај кој го пишал. Нека знае дека неговите кадии за рушвет на правди на безат. Не бива та работа, не. Подобро е вие да го напишете, а јас да го однесам. Оти то јас што ќе го напишам, не оти ќе може некој да го прочита. И не заборавете, и да ве дерат, да не кажувате. Оти и јас имам челат за гледање. Не, па ти нас добрина ни правиш, а ние тебе со зло да ти враќаме. Така.
Не, донеси само ти мастило и хартија и ичгајле да немаш. Сега јас ќе ви донесам и мастило и книга и нешто за да подкастаме. Ајде, сега ќе ви. Ајде. Фала многу. Човече, ај, сакаш да купиш нешто, а? Ај, купи било што, ова, ти треба нешто? Голема мака си имам за пари, а? Чекај, мори мајче, што мака имаш та по куќнината и плячките си и продаваш? Не прашувај, голема мака. Голема мака за пари. Борч ли да не те остави домакинот? Не, немам ни борч, немам ништо, друга ми е маката. Што мака е, дај кажи? Не е за кажување, че. Оти? Ти од нашево место си? Не сума да. Те гледам дека не си од нашево место и ќе ти кажам маката да ми помине. Знаеш што ми е мака? Што? Едни клети комши што ги имам. Аха. Ми ги наклеветија децата. Ми ги затворија децата. Суднико ги клади в занда. Ереđe колку време се таму. Чуме. Што? Сакале да ги бесат. И затоа продавам се што имам, се сум продала. Ушто ова ми остана рушвет да му дам на суднико, па судо да ги ослободи. Ама, али суднико е рушветлие, тоа? Рушветлие, синко, па тој за рушвет ги затвори, да ти кажа. А така! Зеде рушвет. А децата? Што? Децата ми се како солза, неоти се мои. Честни, мирни, кротки, се сакаат, се слагаат на мравка, не сгазиле, ти кажувам, човече. Слушај, ќе купиш нешто, а? Купи. Не, ќе ти дам пари, а по куќнината и плячките однеси си ги дома. Не. А за рушвет јас ќе ти дам само едно. Вака да ги знам кога ќе му го даваш рушвето на кадијата, на суднико, да бидам и јас таму некако да видам. Вака да ми ги даеш? Не. Земи ги, ко ти реков, и врати си се дома. Човече, застанете ти кажам, јас тебе не те знам. И не знам каков си. Ако отидеш утре и ме кажеш на судникот и мене да ме обидиш со децата мои. Ич не бој се, жено. Не бој се? Не. Кој ќе ми ги гледа внучињата, што ќе ми прават сами невестите? Само да знам кога ќе му дадете на кадијата, на судникот, да видам јас. Не. Земи си ги, ајде со здравје. Добар ден, човеку. Добар ден. Те гледам, ми личиш на добар човек. Оти. Па, ако сакаш да ги купиш деца,
Ќе ти ги продадам. За наместо чеда да ги имаш, или пак ако сакаш да ти работат или да те служат. Чекај, мори, не е сто. Па ти до тука ја дотера работата, мори? Толку многу фукарлак и сиромаштија, та децата да ја продаваш? Еве, ова е мое, другово е на јатрвата. Аха. Голема мака си имам. Парите ми требаат за судот. Зошто? Оти мажот и деверот треба од бесилка да ги избавам. Ете, тоа ми е маката, добар човеку. Аха. А што ќе правиш со парите кај судот? Па да му ги однесам на суднико. Рушвет? Рушвет. Така демек била работата. Нели е така, вака ќе сториме. Јас ќе ти и купам децата. Ама ако ми каиш, кога ќе одиш кај суднико рушвето да му го даваш, та јас да видам. Ако ги купиш, уште утре ќе го однесам. Оти ми е страв дека ќе ги обесат. Така ли е? Тие комшиите, злобниците, им завидуваа на нивната добрина и слога. И му дадоа рушвет на суднико, и тој ни да трепне, ги фрли в зандана. Лели е така? Еве ти и паричките за рушвето, а јас утре ќе дојдам да видам кој ќе му го даваш рушвето на суднико. Ајде се. Не сакаат дечињата. Ај нека си останат кај тебе. Ајде, со здравје. Слушај, ваму сега што ќе ми ти речам, Кадио. Јас работава со брајќава. Ја испитав убаво, низ целиот народ, низ царштината, од Аз до Ижица. И знам дека на правди Бога си ги клал в зандана и сакаше да ги бесеш. Така ли е? Уста не отворај. Оти ако ја отвориш устата, сите пари ќе ти клам в уста. Ме разбра? Сега вака ќе биде. Ти ќе пресудиш вака. Двајцата комши, клеветниците, и клаиш на бесилка, да платат за сите маки што им ги сторија на двајцата честни браќа. А тебе ќе те клам 3 години в зандана, да ги минеш сите маки што ги поминува браќата. А сетне ќе те турам за бесилка. Чунки, со рушвет царштина не се крепи, бра. И така куртуливте, а? Нашиот цар не е каел за со рушвет луѓе в зандана да лежат. Правдината се тенчит, ама не се кинит. На здравје.